Microsoft најави дека ќе отпушти уште околу 9000 вработени, што представува помалку од 4% од вкупната работна сила. Ова следува откако во мај компанијата веќе подели откази на околу 3% од персоналот ширум светот. Од компанијата наведуваат дека ваквите мерки се дел од организацијските промени со цел подобро позиционирање во променливата пазарна средина. Најавено е и намалување на одредени хиерархиски нивоа. Microsoft во моментов има околу 228.000 вработени и важи за една од водечките компании во примена на вештачка интелигенција. Според последните информации, од 20 до 30% од внатрешното програмирање веќе се реализира со вештачка интелигенција. Се смета дека токму примената на вештачката интелигенција е главната причина за ова намалување на работната сила, со цел поголема ефикасност и прилагодување на новите технолошки трендови. Астрономите открија дека нашата планета ја забрзува својата ротација од 2020 година, што може да доведе до најкраткиот ден досега во наредните недели. Според астрофизичарот Греам Џонс, рекордот би можел да се случи на 9 јули, 22 јули или 5 август 2025 година. Се проценува дека денот би бил скратен за само 1,66 милисекунди, толку малку што човек не би го забележал. Но, иако скратувањето е незабележливо за обичниот живот, има огромно значење за технологијата и глобалните комуникацијски системи што бараат екстремна прецизност. Научниците се уште немаат точен одговор зошто Земјата ротира побрзо. Интересно е што до неодамна се веруваше дека ротацијата се забавува поради влијанието на месечината, но од 2020 година таа повторно забрзува. Причината најверојатно се поврзува со положбата на месечината во однос на екваторот на Земјата. Иако станува збор за разлики во рамки на милисекунди, тие можат да предизвикаат предизвици за синхронизација во светот на модерната технологија.